Добро вечер, Ресен. Добро вечер, добри луѓе. Ви благодарам од срце. Добро вечер, победнички Ресен. Добро вечер, добри, честити, искрени и верни луѓе на ВМРО ДПМН и на Македонија. Добро вечер и ви благодарам што оваа вечер сте со нас, што оваа вечер одвоивте дел од вашето драгоцено време да не слушнете, да ве слушнеме, за да можеме на 21 април громогласно да кажеме да за професорката Гордана Силјановска-Давкова. На Македонија и треба хероина. На Македонија и треба честит човек. На Македонија и треба човек со достоинство. Човек што ќе биде заштитник и на уставот и на законите. Човек кој што искрено си ја сака државата и народот и граѓаните. А тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Добри луѓе, и покрај сите притисоци ширум Македонија, и покрај сите закани и уцени, бидејќи тие се кукавици и знаат само да се закануваат и да уценуваат. Тоа се кукавици кои што само заканата и уцената ја имаат во рака. Не знаат очи во очи да се погледаме и со аргументи да разговараме. А тогаш, кога имаме таа ретка можност очи во очи да се погледаме, брутално, недостоинствено се понижуваат и себе си, и собствената земја, и собствениот народ. Не така одамна се гледавме јас и Зоран Заев очи во очи на една телевизиска дебата. И му велам, господине премиер, вие плата добивате од овие граѓани надвор, што не гледаат сега, што не слушаат, тие што сакаат се разбера. Ајде, дајте им одговор. На кој јазик луѓето во Северна Грција говорат, а е различен од грчкиот? Не знам дали го слушнавте одговорот, но јас ќе ви го прераскажам. Вели, тоа е внатрешен проблем на Грција. Срам му е да каже дека станува збор за македонскиот јазик, кој што го говорат македонците, додека пеат во овчаране и додека се веселат на македонски ора и на македонски мелос. Тоа е човекот кој што денес ја води Македонија. Се срами. Затоа, оваа генерација граѓани на Македонија, македонци, има историска и неповторлива можност. Најпрви на 21 април, се извинувам, па 5 мај, а потоа на предвремените парламентарни избори да му ја покаже вистинската траекторија, вистинското место каде припаѓа овој човек, а тоа е на темната страна на историјата. Ајде заедно да ја испишеме новата историја. Најпрви на 21 април, гласајки за оваа жена, за професорката Гордана Силјановска-Давкова, професорот кој што е избран од студентите за најинспиративен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ајде да ја вратиме правдата во Македонија. Доста е од неправда, доста е од понижување, омаловажување. Ајде да ја вратиме вербата заедно. Јас го одам овој пат. Знам дека вие сите овдека заедно со мене ќе годите овој пат. Но ајде да тргнеме низ улиците и домовите овде во Ресен, во Преспа, и да им ја кажеме нашата вистина. Вистината за вистинската, честита, искрена Македонија.
Вистината за нашиот сон за Македонија. Не онаа вистина која што започна несрекно на една трибина во Куманово. Онаа вистина која што започна со зборовите вие, господине Заев. Не знам дали се сеќавате на таа млада дама. Потоа декаденцијата продолжи со еден млад господин во една телевизиска дебата, кога неговото височество деспотот Заев го поистовети со Тито. И тука не сопира. Не сопира. Вчера во Прилеп на отворена сцена видовме најголемо понижување и омаловажување во македонската политичка историја. Јавно на сцена една млада дама побара да ја посинат. Зарем тоа е вистината за која што ние денеска треба да работиме? Не, одбивам да работам и ќе се спротиставам со сета своја сила и моќ која што ја имам на располагање. И ве канам, ве замолувам, придружете ми се во оваа битка, да го поразиме ова денешно секојдневие, да ја поразиме оваа декадентна реалност што денеска ни се случува во Република Македонија. Само така можеме да се избориме за нашиот сон за Македонија, за онаа вистинската, честита, искрена и принципиелна Македонија. Тоа е она за кое што ние се бориме и тоа е она за кое што ќе продолжиме да се бориме. Денеска, за прв пат во македонската понова историја, имавме висок гостин. Се случија две работи. Првата работа беше, не беше построена македонската гарда. Јас служев во првата гардиска чета во гардискиот батальон. Сум пречекал многу светски државници и сум го испратил тогашниот председател на неколку патувања и на неколку меѓународни посети. Никогаш, без исклучок, никогаш додека сум бил дел од тој гардиски батальон, не дошол светски државник, а ние да не сме го пречекале. Така беше и после мојата генерација, така беше и пред мојата генерација. Но денеска бевме сведоци на ова понижување и омаловажување. Гардистите наши никаде ги немаше да го пречекаат новиот пријател на Зоран Заев. Но тука не сопира понижувањето и омаловажувањето. Потоа застана пред владата на Македонија и не ја пуштија химната на Македонија. Не ја пуштија химната. Знаете ли зошто? Знаете ли зошто не ја пуштија химната? Затоа што во химната денес, ајде заедно, денес, над Македонија се раѓа. Тоа не сакаше да го слушне Заев. Тоа не сакаше да го слушне Заев. Дека денес над Македонија се раѓа и дека вие, македонците, се борите за вашите правдини. Па што ќе ти е, господине Заев, таков пријател, ако не те почитува таков каков што си? Ама јас знам зошто ќе ти е. За пусти пари се работи, господине Заев. За моќ, за пари. Тоа е прашањето. Затоа ти голташ, пријателе, се. Затоа не ти е срам да не ја построиш гардата. Затоа не ти е срам да слушнеш дека денес над Македонија се раѓа и дека ние македонците се бориме за правдини. Пусти пари. Тоа е моќ и привилегии. Затоа си подготвен и себе си да се понижиш, ама понижувајќи се себе си, нас не боли. Не боли и не пече, затоа што и нас не понижуваш, затоа што и нас не омаловажуваш и затоа што државата ни ја множиш со нула, со ништо. Затоа, денеска ова што се случи ќе биде преседан во македонската демократија. Па ќе излезе со оправдување на прашањето зошто
не се случија овие две работи? Зошто ја немаше македонската гарда? Зошто ја немаше македонската химна? Ке излезе неговиот центар за лаги и манипулации и ке каже доцнел авионот, немало време. Ја, мајката, како беше онаа, се сеќавате? Го донесле Заев, името да го следи. Ајде, мајката, ајде, ајде, мајката сега. Па ке излезе и ке ја лаже. И тој човек, заедно со оној негов деспотски избран кандидат, кој што бара втора шанса, како повторувач, ке ја бара довербата од граѓаните, а безмилосно, безкруполозно лаже. Денеска не лаже. Зарем тие луѓе ја заслужуваат довербата од овие честити луѓе, од овој еснав, од овие домакини и домакинки, верни македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми, египќани, нека ми простат сите останати кои што не ги споменав. Тоа се луѓе родени, израснале, се школувале, формирале семејства во оваа држава и се борат за оваа држава. Но тие ќе му дадат едно громогласно не на 21. април на Зоран Заев и Стево Пендаровски, бидејќи тоа е иста паричка со лице и опачина. Гласајки за Стево, браќа и сестри, честити луѓе, гласате за Зоран Заев. Зарем ќе дозволиме уште еднашка тој човек да не лаже? Не дозволувајте тоа да ни се случи. Имаме човек кој што е инспирација со сопствениот став, со сопствената мудрост и искуство. Имаме дама, професорка, мајка, сестра, сопруга, пријателка, која што ќе биде председател на сите граѓани во Република Македонија. Ајде заедно да ја раскажеме приказната за Македонија, заедно со нашиот иден председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ајде да ставиме крај на оваа неправда што денеска и се случува на Македонија. Вчера беше 1. април. Си реков април и лилие, кога слушнав дека практично тоа што го гледавме, не го гледавме. Тоа што го слушавме, не го слушавме. За Мирчо свињарникот никој не слушна. Се сеќавате на евро за вице, евро за црква. Тама вчера не убедуваа дека при очи не сме гледале, при уши не сме слушале. Тоа не се случило. Тоа не се случило никогаш. Исто како што овдека се перча дава изјави позади себе со тие нивни пајташи дека за гарантиран откуп ке имало за Преспанското јаболко. За гарантирано ке било, они знаеле како. Па сега се срамат, се препелкаат, не знаат каде да погледаат, бегаат, веднат глава. Како не им е жал да гледаат дека луѓето со пила ги сечат стеблата кои што ги растеле, ги негувале со години, плод да родат, а тој плод екзистенција за нивните семејства да обезбеди. Како не им е жал? Па уште ќе излезе тој министерот и ќе каже додека нашите земјоделци мака мачат од први до први да скрпат, господинот одел во Дубај и патики од Дубај купувал. Мала му е Македонија, мала му е Балкан, мала му Европа. Дури до Дубај одел и купувал патики, таму шопингувал. Тоа е она што денеска е секојдневие и реалност во Македонија. Имаме работа, браќа и сестри, добри луѓе, со лажови, историски големи лажови. Прв водач на групата лажови е принцот на лагата во политиката во Македонија, Зоран Заев. Тој е инспирација за сите овие луѓе. Каде е загарантираниот откуп? Каде се субвенциите? 1 денар килограм јаболка.
Тоа ли е загарантираниот откуп, господине Заев? Почнавте со сливарите во Пијанец и Малешевијата, праскарите во Росоман, па оние од Струмичко и Радовишко, од Босилово, од Ново село, со раноградинарските производи, до необраните ниви во Пелагонија и сега оризот во Кочанско. Продолживте овде во Ресен, кога дозволивте луѓето стеблата да ги сечат затоа што вие ги излажавте. Ајде сите заедно, браќа и сестри, да се мотивираме и да му ставиме крај на Зоран Заев на 21. април, гласајки за идниот председател на Република Македонија Гордана Силјановска Давкова. Овие избори не се само председателски, овие избори се и одлука за крај на лагата, за крај на неисполнетите ветувања, на сите нереализирани очекувања. Ке речат, одиме напред. Какво напред? Какви бакрачи? Одиме напред по една работа. По нивото на корупција, само по тоа одиме напред. Заедно со Свазиленд и со Танзанија сме. На исто ниво. Први во Европа. Златна медалја имаме. Врват камионите во рек Битола. Врват тендери во 4 очи. Се трансферира бизнисот во една соседна држава. Се бега од овде, се чистат, бегаат. Знаат дека ќе изгубат. И затоа побрза со она пресуда вчера што е обзнанија. Затоа што знаат дека после 21. април во Македонија нема ништо веќе исто да биде. И тие кои што денеска им слугуваат, и тие кои што денеска ги исполнуваат нивните наредби, после 21. април нема да биде веќе така, ќе завртат нов лист. Затоа што знаат дека овие безкичменјаци заминуваат во политичка пензија. А ние од овде ќе им порачаме, нема да имате мирна политичка пензија додека не се соочите со законите кои што ќе го казнат сиот криминал кој што го направивте изминатиот период, од прв до последен. Затоа што пред законите сите се равноправни и правдата порано или подоцна сите вас ќе ве стигне. Добри луѓе, сосема на крај. Имам уште многу да зборувам, но сосема на крај. Сакам да ве замолам, уште еднашка, од срце, масовно во овие 20 дена, преостанати, до денот кога ќе го избереме нашиот председател, председателот на сите граѓани, професорката Гордана Силјановска Давкова. Да излеземе на улиците, да тропнеме на портите на домовите на нашите сограѓани, да поразговараме со нашите колеги, со нашите роднини, да ги замолиме, да им ја пренесеме нашата вистината за Македонија. Сонот за Македонија. Да продолжиме да го сонуваме заедно сонот за Македонија. Затоа што се додека сонуваме, сонот има можност еден ден да стане јаве. Ако престанеме да сонуваме и работиме, заврши работата. Нити Македонија ќе биде, нити нас ќе не има. Затоа, ајде да работиме заедно еден до друг. Да се сплотиме, обединиме, да застанеме еден на друг, да му будеме потпора. Да бидеме подршка еден на друг, да се надополнуваме. Ве молам и не се срамам да ве замолам. Ве молам од дно на душа, од моje име и од името на Македонија. Победуваат само мотивираните и храбрите. А денеска овде во Ресен, на овој плоштад, само такви луѓе гледам јас. Честити, храбри и мотивирани, подготвени на победат. Ајде да донесеме заеднички правдата за Македонија. Ајде
да изгрее зората на слободата и да донесе правда за Македонија. Да сте ми здрави и живи, да е здрава и жива Македонија. Да победиме една голема победа најпрви на 21. април, а потоа и на 5. мај. Ви благодарам од срце.